СДСМ ќе поднесе закон со кој ќе бара минималната плата да се зголеми на 600 евра. Тоа ќе биде втор ваков закон кој опозицијата го поднесува во последните нешто повеќе од 3 месеци. Најавата доаѓа по вчерашниот протест на синдикатите кои исто така побараа минималец од 600 евра. Со ова одржуваме континуитет на нашите политики од време кога СДСМ ја водеше владата, кога платите минималната, просечната растеа во континуитет, дури и во ситуација на многу тешки кризи, а истовремено ги поддржуваме барањата на работниците и Сојузот на синдикати кои што беа вчера изнесени во јавноста. Отворени сме за соработка. Филипче немаше точна информација кога овој закон би се нашол пред пратениците. Вели ке се консултира со синдикатите и по техничкото уредување законот ќе влезе во собраниска процедура. Заедно со овој предлог СДСМ ќе побара од собранието и да им ги замрзне платите на функционерите. Премиерот ја разбира потребата за раст на платите, но вели владата не е адреса на која треба да пристигнуваат вакви барања. Повисоки плати треба да се бараат и треба секој кој што бара повисока плата да се поддржи. Но не е таа адреса владата, бидејќи ќе повторам, ние како работодавач сме ги регулирале односите со нашите колеги. Тоа треба да бидат работодавачите, но и оние кои што 7 години беа влада, ја крадеа, опустошуваа оваа држава, вклучително и работниците. Го рекетираа бизнисот, го уценуваа бизнисот. Тие се тие кои што се вистинската адреса за протест. Работодавачите веќе излегоа со став дека до овој момент не се подготвени да ги зголемат платите и побараа владата да ги субвенционира придонесите. СДСМ и во октомври лани предложи зголемување на минималната плата, но тогаш бараа минималец од 450 евра. Во моментов минималната плата е 24.400 денари. Евентуален неизин раст на над 36.000 денари би било зголемување за околу 12.000 денари, што е еднакво на вкупното зголемување на минималната плата во последните речиси 10 години заедно. Најголем годишен раст минималната плата имала во 2022 кога пораснала за над 3.000 денари, во услови на годишна стапка на инфлација од преку 14%. Александар Спасовски, Сител телевизија.